Добар ден, криптоентузијасти. Денеска има една интересна тема која што мислам дека треба да ја поминеме. За неја веќе неколку пати најавувавме, но никако не доаѓа време да го направиме ово видео. Така да мислам дека денеска е добар ден, да се надеваме дека ќе ви се допадне овој материјал, затоа што е доста битен, посебно ако сте нови во криптосферата. Така да денеска ќе разговараме, како што може видите и сами, за одредување на ризикот на вашето портфолио. Сега, интересно е тоа што колку и да разговараме, колку и да ставаме чартови, колку и да правиме компарации, едноставно настанува само на вас, исклучиво на вас да одлучите кој е ризикот со кој што вие сте задоволни. Со тоа што иако мојот канал е исклучиво за крипто, на крајот од денот, значи, има многу луѓе кои што своето портфолио го конструираат да не биде исклучиво крипто портфолио, значи зависи од тоа, нели, какви се вашите апетити, во што верувате повеќе, така да на крајот од денот пак ќе напоменам дека сето ова што јас ви го кажувам е добра тематика, значи начин на кој што може да научите повеќе како за крипто, така и за микро и макроекономијата, но тоа не го менува фактот дека на крајот од денот мора сами да одлучите што ќе правите со вашето портфолио. Сега, ова највеќе сакав да го направам затоа што има многу од луѓето кои што веруваат дека или барем очекуваат дека јас ќе почнам да давам типови или ќе почнам да кажувам кој што треба да купи. Значи тоа никогаш нема да се случи, барем не додека јас сум одговорен за овој канал, затоа што на крајот од денот мора да разберете дека идејата на каналот е да ве научи. Значи, иако не сум верник, оној дел во Библијата е навистина добро кажан кога вели, значи ако му дадеш на човек риба, ќе јаде еден ден, но ако го научиш како да лови риба, ќе јаде цел живот. Истата ситуација и овде, значи на крајот од денот не постои лесна пара. Значи, ако не треба да работите, треба да учите за неа. Значи, едно од тие две мора да го направите. Така да, уште еднаш ќе напоменам, пред да започнеме со самото видео, имајте во предвид дека се што правите, правите за вашиот капитал, со вашиот капитал. Односно, не може да очекувате дека некој друг ќе земе одговорност или дека некој друг ќе го работи вашето портфолио. Не постои никој на светов кој што ќе се замара со вашето портфолио колку што ќе се замарате вие. Односно, идејата е да бидете сами способни да преку своето портфолио направите соодветен профит кој што ќе ви дозволи да имате подобар живот. Значи на крајот од денот тоа е се што се обидува овој канал да ве научи и ќе напоменам уште еднаш, значи верување во други луѓе дека ќе направат нешто добро со вашето портфолио е многу голем ризик. Тоа е можеби најголемиот ризик кој што може да го преземете на вашето портфолио. Така да уште еднаш ќе напоменам, следете го ова видео внимателно и ќе ви објаснам прво која е идејата за тоа како би можеле да се поставите на самиот пазар во однос на вашето портфолио, а второ ќе разговараме за тоа како по големите канали и оние кои што се инфлуенсери на некој начин на овој пазар, иако го мразам тој збор, значи како они се поставуваат и зошто не треба да земате директен пример од нив. Ева сега. Прво знаете и сами дека во однос на тоа во што може да инвестирате, имате огромен, да речем, диапазон, односно различни категории во кои што би можеле да го инвестирате вашиот капитал. Значи, можеби до пред 10 години тоа не беше возможно, посебно не од Македонија, но денеска со толку многу, да речем, соодветни централизирани менувачници, без разлика дали е тоа за хартија од вредност, дали е за commodities, дали е future options, дали е криптовалути, што и да е. Значи, за сето ова на некој начин има начини како моментално да учествувате, односно ви се пружа шанса. Сега, она што може да го забележите овдека во однос на првиот чарт кој што ќе го погледнеме, значи ризик и награда, е тоа дека колку по нагоре се движиме по оваа линија, толку по работите во кои што инвестираме се доста по ризични. Со тоа што можеме да видиме дека криптовалутите се некаде на крајот од оваа листа по ризичност, но во исто време и по награда. Затоа ако погледнеме на дното, можеме да видиме дека државните обврзници, значи гледате во овие, да речем, во оваа ситуација, пример, некои од овие се побитни за вас, ова не би ви требало, реално правиме муавет, high dividend stocks и large cap blue chip stocks, тоа се уствари хартија од вредност од огромни компании. Тоа се најчесто компании како, не знам, Coca-Cola, Apple, Microsoft. Значи во овие компании, кога и да финансирате, тоа е доста, нели, добра и скоро сигурна инвестиција со оглед на фактот дека ваквите корпорации скоро и да не пропаѓаат. Значи, нели, и да се случува тоа е потребно време, така да имате време да излезете. Затоа и во оваа ситуација ризикот е многу помал кога инвестирате во овие, но и наградата е многу помала, затоа што да речеме ако очекувате пример многу профит од Apple, би можеле да добиете некој, не знам, 5 до 10% на годишно ниво, но тоа е максимум што може да добиете, додека за разлика од тоа знаете и сами дека криптовалутите некогаш добивате и 10% на ден.
но затоа и ризикот е многу поголем дека ќе изгубите 10% на ден. Така да, никој не вели дека вашето портфолио треба да биде исклучиво во криптовалути. Треба сами да одлучите што од овие многу опции кои што ги имате на пазарот би ви дало некоја, да речем, за вас прифатлива и соодветна распределба на вашите капитални средства. Со тоа што седнаш ќе напоменам, значи мојот канал е практично исклучиво за криптовалути, затоа што јас доста верувам во иднината на, да речем, ова капитално добро, но тоа не значи дека вие треба исклучиво да се водите по моето портфолио. Тоа е оно што постојано се обидам да ви го кажам, дека треба сами да истражувате и да направите на некој начин баланс во вашето портфолио во однос на тоа во што инвестирате. Сега, јас направив една мал, да речем, чарт овдека, пак не е чарт, туку се точки по кои што би сакал да се движиме, со цел да ви објаснам дека има повеќе аспекти на совладување и организирање на ризикот на вашето портфолио. Сега ќе ги прочитаме, а потоа ќе преминеме едно по едно на сите овие. Односно, прво треба да проучите се што може околу Ledger технологијата, кога веќе разговараме за криптовалути во вашето портфолио. Второ, научете чартинг, слободно користите го нашиот канал или било кој друг канал за тргување на крипто или хартии од вредност. Значи, ќе ги објасним еден по еден, само сега да ги презентирам прво. Трето, секогаш истражете добро во она што вложувате. Категоријата во која се наоѓа капиталното добро и самиот проект во кој што вложувате. Четврто, направете соодветен баланс помеѓу вашата стратегија на тргување и инвестирање. И пето, и едно од најбитните е маркет кап. Односно, првенствено мора да научите се околу Ledger технологијата. Зошто го велиме? Односно, тоа е како да купувате кола, а не знаете која е основната работа на колата, односно зашто служи и како се користи. Така, значи истата ситуација е и овде. Не може да инвестирате во оваа ситуација, во оваа технологија и во крипто сектор само за тоа што комшијата ви кажал или другарот ви кажал. Значи, пак ќе напоменам, пред да ги ставите вашите тешко заработени пари, мора да обрнете внимание во што ги ставате. Односно, да седнете и да научите што е тоа капитално добро, како функционира, која е неговната цел, значи едноставно зашто понатаму во иднина би служило, што би дозволило оваа капитална вредност да расте во него. Така, затоа уште еднаш ќе напоменам. Значи, ако може да видите, нашиот канал има доста различни сфери. Значи, обработува чартинг, обработува детално истражување на технологијата во различни проекти, така да во оваа ситуација би напоменал да се придвижите низ материјалите кои што ги имаме, ќе ги демонстрираме денеска уште еднаш за оние кои што се нови на нашиот канал, но битно е да научите се околу Ledger технологијата, затоа што целиот крипто сектор е базиран на Ledger технологија. Има и некои паралелни, како што е ациклик граф, но во секој случај првенствено мора да научите за Ledger технологијата, за да би знаеле во што инвестирате. Че тоа е клучниот момент каде што вие уствари увидувате која е технологијата, која е незината вредност и потенцијал за еднината, за да знаете зошто е толку добро да инвестирате во криптовалути. Следно, научете чартинг. Значи, чартинг мора да научите во однос на тоа што на крајот од денот повторно без основни познавања на чартинг, вие се базирате на нечии предвидување, на нечии истражување, на нечии правење на чартинг. Значи, најдобро е кога се подпирате на сопствени знаења. Односно, кога вие би научиле како да правите чартинг, односно чартинг уствари представува она што ние го правиме на самиот на чарт на TradingView. Практично за оние кои се нови на нашиот канал, чартинг представува да знаете како да ги читате овие чартови, иако се доста комплицирани, да знаете кој индикатор што значи, да знаете како да ги поставите, како да ги читате, како да ги најдете на еден одреден чарт нов. Значи, целото користење на TradingView платформата е содржано во нашите плейлисти. Односно, доколку отидете на нашиот канал, може да видите дека имаме во оваа ситуација, значи, посебни плейлисти со соодветни тематики, како што е на пример дневни анализи и вести за криптопроекти. Тоа е да го следите тековниот редослед на работата. Додека доколку се придвижите надолу, имаме две плейлисти исклучиво направени за да научите се околу чартинг и да научите се околу она што барем ние го знаеме за оваа технологија. Односно, доколку го следите од оваа прва и почетен курс за техничка анализа на пазари, па преку следната напреден курс за техничка анализа на пазари, ќе добиете огромно знаење во однос на тоа како треба да направите чартинг и се што треба да знаете генерално за економскиот и за технолошкиот дел на оваа сфера, односно сферата на криптовалути. Така да би ви препорачал
како на нашиот канал, така и на други канали кои што сте ги нашле, без разлика дали станува збор за тргување или станува збор за криптовалути или станува збор за нешто поврзано со таков тип на тргување, затоа што и хартиите од вредност, значи истиот начин на чартинг се прави. Би ви препорачал да соберете соодветно познавање на чартинг пред да направите инвестирање во оваа сфера. Затоа што друго е кога знаете сами да изведете соодветен чарт и да најдете заклучоци со тоа каде се наоѓа одредено капитално добро и кои се шансите исто да се движи нагоре или надолу. Така да чартинг и основни познавања на леджер технологијата се клучни. Сега, секогаш истражите добро во она што вложувате. Зошто го велим ова? Значи, не е само да го истражите доброто во кое што истражувате, туку и категоријата на доброто во кое што истото се наоѓа. Односно, кој од овие категории станува збор? Прво, значи ова се макро категории, како што кажавме. Значи ова се нели државни обврзници, дали се тоа хартија од вредност, дали се IPOs, односно Initial Public Offering. Значи гледате, овде ќе имате различни категории кои што се многу битни за да знаете во што точно инвестирате. Сега, зошто е тоа така? Затоа што некои категории во однос на времето во кое што се наоѓаат се попогодни од некои други категории за инвестирање. Во превод. Например, кога се случуваше последни ситуации кои што би биле битни за ова видео. Кога се случуваше банкарската криза, многу подобро е инвестирање во криптовалути затоа што луѓето бегаат од банкарските институции со цел да го заштитат својот капитал со тоа што го пренесуваат во криптовалутите. Но доколку не знаете кои се овие две различни категории на традиционални финансии и на криптофинансии, вие не би знаеле која е погодноста да бидете во едните наспроти другите. Така да првенствено треба да знаете во која категорија се наоѓате. Дали се тоа ресурси, например, дали инвестирате во злато, во сребро, дали е тоа недвижности или пак е, како што реков, хартија од вредност, криптовалути. Тоа е првиот подоба која што мора да знаете во што ви инвестира на портфолиото. Додека втората може да ја најдете на нашиот канал, каде што ние направивме една огромна плейлиста со повеќе од 18 видеа во кои што секоја засебна крипто категорија, односно категорија на криптовалути, ја групиравме во соодветна група. Односно може да погледнете на крајот последната плейлиста каде што имаме, значи гледате, група на смарт контракти, група на стейблкоини, група на exchange токени, група на Internet of Things, каде што може да видите вашиот проект за кој што вие сте заинтересирани, во која група на криптовалути спаѓа и според тоа да видите нели кои се неговите компетитори, зошто е битен, каде оваа група се движи, што се обидува да постигне. Така да многу е битно да направите соодветно истражување за тоа во која категорија спаѓа она во кое што сакате да инвестирате за да видите како категоријата се движи. Че вие кога веќе инвестирате во такво нешто, вие ќе мора да следите целата таа категорија. Прост пример, ако инвестирате во смарт контракти, на пример се ставиле во ADA Cardano капитал, вие ќе мора да ги следите и другите компетитори, како Ethereum, како Solana, како Polkadot, со цел да знаете како другите компетитори се развиваат наспроти проектот во кој што вие сте инвестирале, за да знаете дали е тоа се уште добра инвестиција, дали можеби треба да смените, да направите некоја, не знам, друг баланс, например да го смените овој дел од Cardano во нешто друго, например. Така. Додека вториот дел во овој сегмент е да истражувате за самиот проект, односно откако го завршивме овој огромен проект со повеќе од 18-19 видеа на крипто категории на проекти, направивме втор, кој што се уште го работиме. Тоа е анализа на коини и токени. Односно, не само категоријата во која што спаѓа. Многу побитно е да направите истражување на самиот проект. Значи, дали е тоа VeChain, Chainlink, Cosmos, што и да е, вие мора да направите соодветно истражување и да видите како тој проект се совпаѓа во очекувањето кои што ќе имате и на зошто уствари инвестирате во истиот. Така да, ако ја погледнете оваа плейлиста на нашиот канал, односно анализа на коини и токени, може да видите многу досега направени коини на кои што моментално ние сме направиле соодветна анализа со цел да видите како и кои се сите аспекти кои што мора да ги истражите со цел да знаете дали ова е добар проект за вас. Така да би ви препорачал да поминете барем преку неколку од овие, за да видите кои се нашите истражувачки методи. Нормално, ако треба да додадете нешто, например, што вас ви е битно, нормално да ја прилагодите оваа листа на, да речем, индикатори кои што нас не се битни, со цел дали да инвестираме во одреден проект или не, на тоа што вас ви е битно. Значи, уште еднаш ќе напоменам, овој канал е само едукација. Вие мора се тоа да го прилагодите на вашите потреби, на вашето портфолио. Значи, тоа е исклучиво битно кое што мора да го направите за секој проект во кој што инвестирате. Значи, едноставно инвестирање во слепо е доколку некој ви кажал, знаете што, ставете пари во ова.
Значи не се прави тоа така затоа што кога утре ќе се случи нешто во кое што ќе изгубите вашите пари, не може да обвините некој друг затоа што вие мора да седнете и да направите собствено истражување за да знаете зошто вие ги ставате тие капитални средства таму. Сега, за главниот дел во однос на тоа како изгледа еден голем канал и зошто нивното, да речем, поставување кон ризик не е исто како вашето, ќе поразговараме малку подоцна, само сакам да ја завршам оваа листа пред да се префрлиме на тој битен дел, односно зошто, например, вие не може да се мерите со Bitboy Crypto или со Coinbiro или со Benjamin Coin и слично. И, нели, направете соодветен баланс помеѓу вашата стратегија на тргување и инвестирање. Односно, дали планирате да инвестирате на долгорочен, односно како инвеститори, или пак планирате да инвестирате на краткорочно, односно како трейдери. Сега, идејата е дека пред да продолжиме на тоа каков тип на трейдери има, би сакал да напоменеме што уствари разликата помеѓу инвестирање и тргување. Значи, оние кои што се нови на каналот, многу често гледаат како трговците, да речем, тргување на криптовалути прават многу големи пари. Во ред, се случува, не велам не, навистина има искусни трговци кои што знаат што прават, но разликата е во тоа што уште еднаш ќе напоменам. Сите оние кои што се нови во криптосекторот и кои што имаат друга работа, например, ако вас криптосекторот ви представува само начин на кој што ви можеле да направите некој дополнителен денар, значи вие не сте трговци, да се разбереме. Јас уште еднаш ќе напоменам дека препорачувам тргување само на луѓе кои што навистина имаат време да седнат 24/7 да бидат пред компјутер со цел да може да ги следат овие работи кои што ги тргуваат. Зошто го велам ова? Знаете и сами дека криптовалутите, значи ако ги трнеме на страна трговците кои што тргуваат хартија од вредност, кои што на истиот овој начин мора да направат истражување, да бидеме реални. Значи тргувањето на криптовалути е уште побрутално, уште поволатилно, односно нестабилно. И поради ова уште повеќе внимание треба да обрнете. Значи одредена хартија од вредност нема теоретски шанси доколку не се случи нешто извонредно, како не знам, откриле лек за рак или пак не знам го фатиле некој од менеджментот како прави перење на пари. Значи во такви ситуации може да добиете многу волатилно движење во една или во друга насока. Но генерално нормално движење на ваквите капитални добра е не толку волатилно, односно може да добиете не знам 1, 2, 3%. Така да дури трговци би разбрал да не мора да седите цело време пред компјутер ако нели станува збор за таков тип на маркет како хартија од вредност. Но додека кога станува збор за криптовалути, ако сте барем малку време во криптовалутите, сигурно сте виделе дека некогаш криптовалутите можат во рок од 10 минути да добијат 10% или да изгубат 10%. Така да, доколку немате време да седите пред компјутер, јас не би ви препорачал барем на почетокот да трейдате. Затоа што тргување на криптовалути бара активно седење пред компјутерот и следење на се што се дешава околу одредена криптовалута. Посебно ако немате знаење, значи јас би препорачал да го оставите тоа за за понатаму, да речеме, кога ќе имате соодветни познавања од целиот овој сектор и од проектите во кои што инвестирате. Затоа за почетници јас секогаш препорачувам, значи ова не е мој, значи не ви кажувам што да правите, ова е само моја идеја за што мислам дека е паметно за оние кои што се нови во овој сектор да имаат подобри успеси, односно инвестирање. Зошто го велам тоа? Затоа што ако може да проверите во самата табела, значи периодот во кој што инвестирате е long term. Односно во оваа ситуација не е short term во однос на кратки корекции на цената во една или во друга насока, па да добиете, да речем, дневен профит, туку станува збор за долготрајно, односно тргувате и очекувате, да речем, овој профит да дојде за една година, за еден циклус од 3 години, 4. Потоа, trade frequency, значи ова е колку често тргувате. Значи нормално трговците тргуваат многу често, некогаш се случува и во ден да имаат повеќе од 10 тргувања. Така, додека за разлика од инвеститорите, многу ретко тргуваат. Односно станува збор за купување во стратешки добри моменти и продавање во стратешки добри моменти, она што јас го правам на нашиот канал. Риск профайл, значи каков тип на ризик, инвестирањето има многу помал ризик, затоа што ако вие сте направиле соодветно истражување од она што до сега го спомнав, значи сте проучиле што е целата оваа леџер технологија, сте научиле чартинг и сте направиле соодветна анализа на макро чартовите на месечно, да речем, или на 3 месечно ниво и сте нашле дека навистина овие нивоа се одлични за купување, потоа сте нашле во која категорија станува збор, да речем, се смарт контракти кои што сами по себе се многу помалку волатилни и нестабилни за разлика од останатите и да речеме сте истражили во проектот навистина има многу поволности за инвестирање, така да во оваа ситуација вие навистина имате
многу помал ризик од, да речеме, инвестирање во некој помал маркет кап, каде што едноставно тоа ви е само потребно во текот на еден ден, кога, например, има некоја добра вест и сакате да направите краткорочен профит. Така да во оваа ситуација ризикот е многу помал кога инвестирате, за разлика од секојдневно тргување, каде што вие секој ден взимате нов ризик кој што може да ве донесе во профит или во загуба. Тип на анализа, фундаментална анализа и техничка анализа. Со ова не се слагам, затоа што фундаменталната анализа генерално е вести за проектот и се што може да истражите во однос на еден проект, односно сите карактеристики на самиот проект. Значи, тоа е така речено фундаментална анализа, затоа и ако сте приметили нашиот канал, во неделата, најчесто вторник и среда, ни представуваат фундаментална и техничка анализа, соодветно, вторник и среда, со тоа што фундаментална анализа е уствари истражување на моменталната ситуација на пазарот за различни крипто проекти, како и за генерално целиот крипто пазар, како и за макроекономската слика. Додека техничка анализа, значи не може да не ви биде битна техничка анализа во инвестирање, затоа што и овдека е битно да знаете како на макроанализа да најдете соодветни места на купување и продавање. Така да, уште еднаш ќе напоменам, техничка анализа е еден од клучните работи која што се обидува нашиот канал да ве научи. Значи, без техничка анализа сте практично слепи. Вие верувате на нечии други анализи. Техничката анализа е најдобриот начин да вие сами видите што се случува со цената на одредено добро и што да очекувате понатаму. Така да, ќе напоменам уште еднаш, може да ги најдете и техничката анализа и се што ви е потребно да знаете околу криптопазарите. Нормално, се уште има многу, ние и понатаму работиме на ваше инвестирање, но доколку само ги следите видеата едно по друго, со бројките на истите видеа, гледате дека до сега сме стигнати до 75-то едукационо видео кое што може многу да ве научи во однос на се што треба да знаете за криптопазарите, како што рековме, и за техничка и за фундаментална анализа. Сега, профит методологи, овдека на некој начин од што се прави профит, значи реално профитот се прави од добри вести и од разлика на цената. Вака или така, тоа е bottom line, значи нема тука друг начин на правење профит, само што пак ќе кажам, ова е на многу пократок рок, ова е на многу подолг рок и е многу посигурно. Во однос на трговците, значи само да ви представам како изгледа да бидете трговец. Значи и дури ако сакате да бидете трговец и одлучите дека треба да, не знам, оставите оно што го работите моментално, имате соодветен капитал со кој што може да почнете и сакате да почнете да тргувате, морам да ви објаснам дека постојат различни типови на трговци. Односно имате day trader. Сега, не го гледате буџетот, затоа што ова е буџет според некои американски стандарди. Значи, верувајте ми, луѓе почнуваат и со $10 да инвестираат во крипто, значи не е за навреда ничие портфолио, без разлика кукао е, значи секој почнал од нешто, да бидеме реални, немаат сите $20,000 да почнат и уште еднаш ќе напоменам, не постои граница на пари кои што ви се потребни за да почнете да работите. Нормално, колку е поголемо капиталот кој што го вложувате, нормално дека се повеќе и повеќе ќе добиете на профит. Но тоа не го менува фактот дека секој и со минимален капитал може да влезе на овој пазар и да добие профит. Така да не се фокусирате толку многу на тоа дали имате многу капитал за да инвестирате, туку фокусирате се на тоа што планирате да правите со истиот и што очекувате од ваквиот капитал. Уште еднаш ќе напоменам, значи големината на капиталот зависи од тоа колку имате. Значи не може да очекувате да почнете со пола милион, тоа е нереално. Така да почнувате со она што го имате. Значи, како што можеме да видиме во однос на карактеристиките на тоа каков тип на трейдер сакате да бидете, имате различни трейдери во кои што day trader е трейдер кој што работи на дневна основа. Односно неговата идеја е во текот на денот во однос на вестите и чартовите кои што ги направил, да направи одреден профит. Така да во однос тоа какво портфолио имате, некогаш 1 или 2 или 5% профит на дневно ниво, значи дека сте направиле соодветна дневница, па некогаш дури повеќе дневници. Но бара да бидете исклучиво овие 8 до 10 па и 12 часа пред компјутерот, односно да го следите она што се дешава со цел да не пропуштите потенцијален профит или да спречите поголема загуба. Swing трейдери најчесто, значи станува збор за трейдери на поголеми движења на одреден чарт. Односно, кога станува збор за swing трейдер, најчесто ова се, да речам, неделни или повеќе неделни движења на чартовите, каде што едноставно се следи моментумот на чартот и се инвестира за, да речеме, одреден период во превод. Откако ќе се добие, да речеме, соодветна корекција на одреден чарт, значи, оној кој што е swing трейдер,
со тоа што после ваквото утврдување на нели одредена корекција во една или во друга насока, истиот ја користи оваа корекција која што трае најчесто некогаш и по една недела, како што на пример се уште трае нагорната корекција на биткоин, да речеме овие неколку денови, така да на тој начин ја користи целата оваа корекција во, да речем, одреден период, 5 до 7, па некогаш и 2 недели, 3 недели, со цел да направи соодветен профит. Значи ова е свинг трейдер кој што од време на време инвестира, некогаш се дешава ваквите инвестиции да траат и по неколку недели или месец. Патерн трейдер, значи ова е кога се базират исклучиво на техничка анализа. Односно, доколку да речеме во ситуацијава имате флег формација, односно знаме формација, знаете што очекувате и ваквите трейдери се фокусираат исклучиво на тргување на техничка анализа. Односно, без разлика на тоа какви се фундаменталните вредности на проектот, нив им е битно да техничката анализа која што користи моментално им индицира дека ќе се движи цената во една или во друга насока, и во оваа ситуација некогаш тоа може да биде на дневна база, некогаш може да биде на подолг рок, затоа што повторно се фокусираат на техничка анализа. Колку е поголема временскиот, знаете, таймфреймот, односно временскиот прозор во кој што го правите ова, колку е поголем, дали е тоа на дневна, неделна или месечна, толку поголема е ова, да речем, како што знаете и сами информации, и затоа некогаш е потребно овие информации и месеци за да бидат реализирани, затоа патерн трейдерите не може да ги класифицирате дали е тоа на дневна база, на неделна или на месечна база. Повторно станува збор за каков тип на временски прозор моментално правите чартинг. Моментум трейдер пак е обратна ситуација во која што патерн трейдер исклучиво се базира, нели исклучиво, поголемиот дел се базира на техничка анализа, во моментум трейдер поголемиот дел се базира на фундаментална анализа. Односно, доколку моментално има, да речем, многу паника околу AI проекти, нормално, значи вакви типови на трейдери финансираат во AI проекти во моментот. Односно, кога знаете дека, да речем, одредена категорија станува се популарна, значи оние кои што се подолго време во крипто пазарот знаат зашто зборувам. На пример, има бранови во кои што, на пример, прво, да речеме, мета проектите напредуваат, па потоа напредуваат децентрализирани финанси, па потоа напредуваат, да речем, смарт платформи, смарт контракт платформи, така да во оваа ситуација, во момент со тоа каков тип на група моментално има подобар моментум, во таков финансирате со цел да го искористите овој моментум на самиот пазар, односно популарноста на самата категорија. И position trading, ова е нешто слично на DCA, нешто, како да речем, најблиску тоа што моментално ние го правиме. Идејата на ваквиот тип на трговци е да направат што поголема нетворк, односно што поголемо количество на капитални добра од она што сакаат да го инвестираат. Односно, трговците на позиција фактички самите по себе се убедени во проектите во кои што инвестираат и идејата е што повеќе да го зголемат практично вашето портфолио, односно социјалното портфолио во оваа капитална вредност, во превод. Ако сте целосно убедени дека биткоин и само биткоин ви е потребен, пример сега зборувам, значи вие фактички се што правите е за да го зголемите количеството на биткоин кој што го имате. Односно префрлате во помали проекти па ги враќате назад кога ќе направат профит, се со цел примарното добро кое што го имате во оваа ситуација биткоин да се зголеми во количина. Значи тоа е прилика како изгледаат типовите на трейдери, така да ова не значи дека вие треба исклучиво да видите една или друга категорија. Например, ние како група, во однос на тоа каков тип на проект е, некој од овие, да речем, инвестиции се повторно на пократок рок, иако ова кајде се е инвестирање, значи оние кои што се помали проекти, како што се, например, проектите на ISO 20022, не веруваме дека ги држиме до крајот на bull маркетот, односно очекуваме да го искористиме овој почетен тренд, кој што веруваме дека наскоро ќе настапи, со оглед на фактот дека целиот финансиски систем моментално се префрла на ISO 20022, но во однос на тоа каков ќе биде перформансот и колку многу партнери ќе имаат, ќе одлучиме дали ќе ни станат постојани инвестиции, значи дали истите вредат да останат во нашето портфолио, или пак ќе бидат добри за краткотраен, за нас краткотраен повторно месеци, краткотраен профит кој што понатаму ќе го префрлиме во нашите посигурни проекти. Така да тоа е идејата на position trader кој што ние моментално ја користиме од прилика, но повторно ќе напоменам, не може да се фокусирате на една група. Значи ние во однос со тоа каков тип на проекти имаме, така и се поставуваме. Само што никогаш не правиме day trading, затоа што што ќе напоменам, нашата идеја е инвестирање, затоа што веруваме генерално во целата оваа сфера. Нас фокусот не е да ги одбереме правилните проекти кои што ќе има најдобар можен профит. Сега, овдека се враќаме на идејата на market cap, која што е уствари и еден од најбитните делови кои што сакам да ви го објаснам денес,
а тоа е дека на крајот од денот, во однос тоа колку голем маркет кап има, она што моментално го финансирате, толку е помал процентот на заработувачка потенцијално кој што може да го добиете. Ова е чисто само уште нешто сакав да ви го покажам, значи многу слично на ова прво што ви го покажав, но малку по сликовито направено. Значи буквално не, колку е повисок ризикот, толку е повисока можноста за заработувачка, со тоа што повторно на крајот од денот треба да направите соодветна алокација на вашето портфолио, за тоа што планирате да инвестирате, не мора да биде тоа само во крипто нормално. Сега, овдека би сакал да споделам две различни портфолија кои што се Coinbiro. Coinbiro е најголемиот канал за крипто во светот, заедно со Бенџамин Коен, еден од топ 5 да речем, кој што е еден од најдобрите аналитичари моментално во криптосферата. Сега, што сакам да ви покажам во овој момент? Значи, ќе го споредим моментално портфолиото на ваков тип на китови на пазарот, затоа што овие реално за нас се со многу големо портфолио, значи можам да кажам дека ова се луѓе кои што се многу време во пазарот и како такви имаат, да речем, направено соодветен профил. Сега, разликата која е? Кога вие почнувате со портфолио кое што можеби, да речеме, во ситуација до $10,000, значи вас 2 или 3 пати во текот на еден бул маркет нема да ви смени многу. Односно, ако за цели 4 години вие сте направиле само 3 пати профит на $10,000, тогаш не сте направиле многу. Иако во споредба со вашата, не знам, штедна книжка, тоа е огромен профит, на крајот од денот повторно че идејата на каналот е да ве научиме како да направите соодветна анализа на ризикот и да направите вашето портфолио да има, нели, соодветна алокација во тоа како треба да изгледа во однос на, нели, што уствари треба да биде составено со цел да имате најдобра алокација на ризик наспроти награда. Сега, идејата е што дури во оваа ситуација, значи многу како да кажам, интересно кажано, оваа структура на портфолио која што моментално можеме да забележиме кај нив е уствари дека треба да биде многу конзервативни. Сега, затоа и ви велам, мора сами да одлучите каков тип на ризик вие сте спремни да прифатите. Че ова е најбитниот дел од ова видео. Односно, како што може да видите во оваа ситуација, гледаме дека поголемиот дел од портфолиото е воспоставено околу 80% во биткоин и во типови на коини како Ethereum. Во оваа ситуација дури Litecoin, кој што е практично копија на биткоин, кој што на некој начин повторно ви дава доста голема сигурност. Додека за разлика од тоа, 15% представува 15% да речем се останато од алткоини, додека 5% ставано збор за мали маркет капови на алткоини, да речеме после 50-то место, пример, кој што нема ни 1 билион. Така. Сега, кој е проблемот овдека? Овој тип на портфолио ви нуди многу мал ризик во однос на какво портфолио би можеле да имате, да речем, во крипто светот, за разлика од тоа ви нуди соодветна стабилна заработувачка. Но каде е тука проблемот? Ваков тип на портфолио кој што можеме да го видиме кај големите канали, како на пример гледате, 40-30, значи тоа 70% заедно му се во Ethereum и во биткоин. Така, овдека уште и подрастично. Значи он воопште не разговара за други алткоини. Значи моментално може да видите Бенџамин Коен, идејата на Бенџамин Коен е дека портфолиото треба да ви биде 65% во биткоин и 35% во Ethereum. Дури истиот има кажано за на Coinbiro портфолиото дека е доста ризично. Значи, повторно, идејата на криптовалутите во овој момент кога се толку волатилни затоа што се уште не се етабелирани на пазарот, се уште не се постигнати да бидат она што се моментално хартиите од вредност, е моментот кој што треба да го искористиме поради таа волатилност. Че тоа е идејата. Волатилност, односно нестабилноста на пазарите е тоа што ни дава максимални профити во нагорна страна. Сега, споредбено со портфолиото кое што ние го имаме, како што може да видите овдека, значи иако и нас 62% се уште ние во смарт контракти, значи Ethereum, ADA, DOT и слично, во оваа ситуација тоа не го менува фактот дека ние имаме многу мала алокација моментално во Ethereum, која што е 14,2%, додека многу повеќе се да некој начин се како понатаму се движиме во бул маркетот, како се повеќе и повеќе сме сигурни дека дното е постигнато, се повеќе се вртиме кон поризичен дел од портфолиото. Односно, она што го разговаравме во оваа ситуација дека треба околу 80% од портфолиото да ви бидат во Ethereum и биткоин, се повеќе и повеќе се намалува кај нас затоа што се повеќе и повеќе сме сигурни дека конечно дното на крипто пазарот е постигнато. Сега, зошто е тоа така? Затоа што ваков тип на канали како Бенџамин Коен и Coinbiro сигурно имаат милиони. Значи, тоа не го покажале нормално јавно, никој тоа нема да ви го каже,
но јас сум сигурен дека они има направено милиони, ако не милиони, барем стотици илјади, 100% има направено до сега, и затоа нив не има проблем истите да ги држат во ваков тип на големи криптовалути, кои што знаеме дека сега за сега докажале дека се, нели, тестот на времето го поминале и сега за сега се најдобрите во кои што може да вложите. Сега, каде е овдека проблемот? Етериум. Моменталната цена на Етериум, како што можеме да видиме, е негде околу 1800. Уште сега проекциите за Етериум следниот bull market се негде околу 10.000. Значи, повторно, не е ова само моја, ова е генерално до што сум успеал да го видам од други канали, од прилика оно што се очекува моментално е да постигне 2,5 пати од претходниот all-time high, а тоа беше $4,000. Така да очекувањето е негде околу 10.000, зборуваме сега, нели, нормални очекувања, без оноа крипто бабл, ненормални скокови, нормални очекувања се $10,000 за еден Етериум, додека за биткоин се очекува оприлика дупло, односно од 100 до 140.000. Сега ви кажам како оприлика моментално конзервативно се разговара на сите канали, затоа што вие не може да шпекулирате 500.000 1 милион за следниот bull market, додека се уште не знаеме каков тип на регулатива доаѓа, затоа што моментално верувам дека главниот двигател на следниот bull market ќе биде буквално тоа, ќе биде регулативата која што доаѓа. Сега, во овие ситуации, доколку го успоредиле ова портфолио, значи вие ако имате 50% Етериум од портфолиото, еве и 40 нека е, значи тие 40% вас ќе ви донесат од моменталната цена на 2000, да речеме дека е 2000, негде околу 5 пати награда. Така, значи тоа ќе биде 5 пати што ќе ви се зголеми 40% од портфолиото доколку сте инвестирале во Етериум. Додека биткоин со 30% вас би ви се зголемил од моменталната вредност која што во оваа ситуација ние точно това што сум, еве да речеме дека е 30, така. И да речеме дека моментално очекуваме да достигне до 100.000. Што е некако околу 3,2 пати би се зголемило вашето портфолио доколку 30% од истото вие во биткоин. Дури и уште по-малку, кога тоа би било поставено како што моментално го поставува портфолиото Benjamin Cohen. Односно, вкупно вас целото ова портфолио во просек би се зголемило негде околу 4 пати, 3 до 4 пати. Кога вие би имале 1 милион, па макар и да имате 500.000, да се зголеми 3 до 4 пати, тоа е да достигнете негде околу 2 до 4 милиона. Така, значи од 500.000 до 2 милиона на 4 годишен циклус воопшто не е лошо. Затоа што вие веќе сте имале огромна сума на капитал која што нели споредбено со домашните да речеме апетити кои што ги имаме, значи 500.000 е солидно портфолио за некој да почне ваков тип на инвестиција. И од тоа да направите 4 пати поголем профит, значи тоа е сосема доволно за 3 години, 4 години циклус. Затоа што вие од тие кои ќе направите 2 милиона, немате потреба да ризикувате повеќе, се разбираме. Затоа и гледаме дека неговите алокации во другите проекти се стварно мали. За разлика од тоа што ако погледнеме во нашето портфолио, моментално ние имаме во Cardano 15,6, имаме на пример сега зборувам по големите. Во Ripple имаме доста 14,4, Polygon 11,4. И сега веќе како се придвижуваме кон помали маркет капови, така имаме и нели соодветни проценти во истите. Односно, се повеќе и повеќе го диверзифицираме нашето портфолио кон овие по-мали, да речем, маркет капови, затоа и во оваа ситуација напоменав маркет кап. Односно, кога ви погледнале, како повеќе се движи проектот, да речеме, на оваа листа на маркет капови, како повеќе се движи надолу, толку повеќе ризикот е поголем, но и наградата е поголема. Зошто го велиме? Сега, за разлика од нивните портфолија, каде што они би профитирале, да речем, во 70-80% од портфолиото највеќе 3 до 4 пати, значи кога би споредиле моментално каде се наоѓа Polkadot, кој што е еден од поголемите, да речем, во стоција може да видите дека и Polkadot самиот по себе ни представува моментално 13%, така. Значи Polkadot сега моментално е 6,35, а неговиот претходен all-time high е негде околу 55. Што значи дека ако еве сега да речеме, тоа е било негде околу 9,5 пати, значи би се зголемило портфолиото само да достигне претходен all-time high, односно all-time high кој што го имавме во претходниот bull market. А тоа е да речем, како да кажем, конзервативно гледиште, дека нема да успее да го скрши претходниот all-time high. Додека ако рачунаме барем дека 2 пати повеќе ќе достигне претходниот all-time high негде до 100, ние можеме да очекуваме дека од овие 6 моментално долари би добиле профит негде околу 16,5 пати само во овој дел од портфолио. Така, значи сега зборуваме повторно и ова е пак по-конзервативниот дел од нашето портфолио, затоа што ако го споредиме Polkadot, моментално истиот е дел од топ 10, топ 15 кои. Така. Значи, а доколку се придвижиме па надоле,
во оние кои што моментално ги имаме, како на пример прост пример Chainlink, така. Значи Chainlink моментално е 7,47, ние имаме одреден процент на Chainlink кој што моментално представува, само да видиме колку е, значи 2%, иако ова треба многу да го зголемиме, но како и да е, за почеток, чисто да ја погледнете моменталната ситуација. Значи Chainlink претходно достигна 52, што прилика било ставило негде во иста мерка, како и Polygon, но разликата е во тоа што. Значи ако Chainlink моментално го достигне 52, пак ќе биде некако слично заработката колку и самиот, значи негде околу 8 до 9 пати, и самиот Polkadot, но разликата е во тоа што Chainlink самиот по себе моментално има маркет кап од скоро 4 билиони. Додека за разлика од тоа Polkadot има дупло маркет кап. Сега, профитот кој што вие го правите, значи за да добиете да речем 2 пати од она што се го инвестирале во одреден проект, како што е на пример Polkadot, значи да речеме сте инвестирале $100. За да станат $200, односно да се зголеми 2 пати она што сте го посетувале во портфолио, маркет капот на Polkadot треба да се зголеми 2 пати исто така. Односно од 7,7 треба да дојде негде околу 15,4. Значи, од прилика треба 15,4 билиони да биде маркет капот на Polkadot, за вие да добиете дупло на вашата инвестиција. Така да поради ова, ако погледнеме Chainlink, кој што е моментално 4, многу помалку капитал треба да влезе во Chainlink за вие да добиете процент профит од овој, да речем, проект. Со тоа што ако се придвижиме надолу, како на пример моментално имаме Hedera, прост пример, дури ќе отидеме надолу уште да видиме некои други помали, чисто за да објасниме, на пример VeChain е следниот кој што сакаме да го ставиме. Значи следната алокација сигурно тоа е нов капитал, значи оние 10% нема да ги чепкаме, кои што ги имаме како нели ситуација за евентуален Black Swan, значи VeChain моментално е 1,7 билиона. Со тоа што ако инвестираме во VeChain моментално 0,02, односно 2 центи, значи истиот треба дупло да стигне околу 3 билиона за ние да добиеме дупло на нашата инвестиција. Односно ако сме инвестирале $100 да добиеме 200 назад. Така да во оваа ситуација, колку повеќе инвестирате во овие маркет капави надолу, колку помали се овие маркет капави, толку е поголема веројатноста дека ќе добиете поголем профит. За прост пример ќе земеме Sandbox, кој што го имаме инвестирано во, сега ќе ви кажам точно колку, само да го најдам, 2,9, 3%, така. Со тоа што Sandbox моментално цената му е 0,63, така. Значи 0,6 да заклучиме. Претходниот all-time high, како што може би овдека е 8,4. Значи 8,4, а сега моментално цената му е 0,6. Со тоа што 0,6 пати, 0,6 цена се состои во 8,4 негде околу 14 пати. Што значи дека 14 пати би биле профит само ако Sand достигне претходен all-time high од 8,4%. Со тоа што можеме да сме сега моментално 92% во минус од претходниот all-time high од ова капитално добро. Со тоа што јас очекувам многу од Sandbox, со оглед на фактот дека метаверсот се развива се повеќе и повеќе и Sandbox е моментално најпопуларниот, да речеме, можеби не најголем, но најпопуларен сигурно проект за метаверс, така да поради ова очекувам дека истиот не само дупло, можеби и 5 пати повеќе ќе ја зголеми оваа цена од 8,4, но повторно, гледано конзервативно, до претходниот all-time high ние би направиле профит од 14 пати во овој проект со она што моментално го имаме лоцирано. Иако нас процентите ни се помали и помали како се придвижуваме надолу кон помалите маркет капови, тоа не го менува фактот дека профитот кој што го имаме ќе биде експоненцијално поголем. Така да поради ова не може да ги гледате портфолијата на овие канали, затоа што вие на тој начин нема да добиете ништо од оние експлозивни добивки кои што може да ги добиете во криптопазарот, затоа што овие портфолија се направени за голем капитал. Секогаш имајте во тоа препит. Значи гледајте ги овие канали, се многу едукативни, има многу добри содржини, има многу за што треба да се научи за криптовалутите. Но не заборавајте дека сите овие канали има многу големи капитални вредности кои што вие ги немате и како такви немаат потреба од ризик кој што вие би имале потреба да го правите исто како и ние. Така да поради ова треба да направите соодветна алокација во проценти однес на маркет кап и истражувањето кои што ќе ги направите на сите овие различни проекти со цел да ви одговара на ризикот кој што сакате да го постигнете со цел добивка во средниот bull маркет. Така да тоа е главната работа која што сакав да ви ја напоменам денеска во сите овие 5 точки, дека една од најбитните работи, посебно кога учите од овие YouTube канали, е да обрнете внимание за тоа за каков тип на капитал станува збор. Ова се огромни играчи кои што се толку време на пазарот и нив
3 или 4 пати профит во еден бул маркет им е сосема доволен со оглед на фактот дека истите имаат веќе милиони позади себе си. Што не верувам дека со 99,9% од гледачите на нашиот канал е случај. Поради оваа ситуација ви напоменувам дека треба да направите соодветен ризик во однос на тоа колку е профитот кој што се обидувате да го направите во следниот бул маркет. Со тоа што мораме да напоменеме дека и алоцирање во микро и мини капови се од вашето портфолио дополнително ќе го зголеми потенцијалниот ризик од капитулирање на ваквите проекти. Односно, ако добиеме уште една нога надоле, голема веројатност е дека овие проекти ќе бидат избришани. Значи, не може да знаете. Секогаш постои мал процент на нешто непредвидливо што може да се случи, затоа и ние постојано чуваме 10% од нашето портфолио за ваква ситуација, дека доколку такво нешто се случи, овие ќе бидат првите и најголеми, да речем, жртви на таква ситуација. Слично, ваквите помали проекти има многу поголема шанса да пропаднат со оглед на фактот дека најчесто некогаш се поразени од поголеми проекти, купени од поголеми проекти и слично, каде што ваквата инвестиција многу е голема шанса да ви пропадне. Така да поради ова мора да знаете дека со наградата доаѓа нели и повисок ризик, како што го погледнавме овде, но со тоа уште еднаш ќе напоменам, значи доколку направите соодветно истражување вие сами и сте уверени во она што моментално сакате да вложите, тогаш веќе многу помал е ризикот кој што го поднесувате за вашето портфолио, затоа што знаете во што вложувате. Така да, овие 5 точки мора да ги почитувате секогаш кога конструирате портфолио, без кое практично вие се коцкате. Разликата помеѓу коцкање и соодветно инвестирање во вашата иднина е тоа што треба да седнете и да си го напишете вашето домашно и да направите соодветно истражување во што ставате пари. Доколку не го направите ова, она што моментално го правите се нарекува коцкање. Значи вие ги ставате вашите пари врз основа на тоа што некој ви рекол, што нема ниту блиску вредност колку што може тоа да го направите со ваше сопствено истражување. Затоа уште еднаш ќе напоменам, главно е да вие направите соодветно истражување за тоа во што инвестирате. Значи, не заборавајте, ова се ваши пари, на крајот од денот вие сте тие кои што одговараат за истите и никој друг, и никој нема да пружи толку соодветно внимание како самите вас во она што моментално вас ви е битно, а тоа е правење на профит во следниот бул маркет. Така да, како и секогаш се надам дека научивте доста од ова видео. Оние кои што се нови, ќе ги замолам да го запазат првиот дел, каде што објаснив на нашиот канал каде може да ги најдат сите едукативни содржини кои што се битни, со цел да стекнат некои основни познавања во криптосекторот и на тој начин да можат соодветно да се постават во следниот бул маркет. Сите останати ви благодарам што постојано го следите нашиот канал. Значи јас како и секогаш ви благодарам за тоа што вие сте нашата реклама, вие сте оние кои што постојано го шират ова знаење, затоа што нели ние го произведуваме со вашата препорака истото се шири низ сите македонски, да речем, заедници во Македонија и надвор, и се надевам дека тоа ќе продолжи и така, како и вашата поддршка со праќање на материјали кои што ние најчесто ги користиме во значи видеата за вести, како и некогаш во техничка анализа. Така да за се ви благодарам што заедно како заедница ќе можеме да се поставиме многу подобро во следниот бул маркет и на тој начин се обидувам да ја создадам оваа заедница која што крајната цел е сите во следниот бул маркет да бидеме во солиден профит. Така да ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гейминг.